Почитувани новинари, почитувани събрани. Денешната пресконференция свикуваме по повод вчерашните настани, кои се случват в Гевгения, а кой бяха оръжие на младачката партия ВМРО-ДПМНЕ и нивните актуални функционери. Нивното излекуване с трактори пред просторите на общинската организация на СДСМ и на площадът, нивното изразуване на незадоволството от ситуацията в държавата само покажва и доказва колко са неспособни да я критикуват властта. Първо, сметаме дека е погрешна адресата и времето, СДСМ е все пак опозиция и работи и действа како таква. Второ, нивната неспособност за владение достигнала до там, що во изкажувањето на незадоволството за сегашната ситуация, продуцирана от транзиционен период, се включват актуални функционери, поточно актуални советник во Советот на община Гевгения Ристо Георгиев, кои пак за воля на вистината се крият за сдружения, кои се создадени от властта и служат само како инструмент за прикривање на агонията, создадена от субсидените постъпки и действување создадени от собственото владење. Почитувани Господа, или како што се чувствувате жртви на транзицијата, сте се запрашале кои се години назад стопанисува како сака и уме со кожна планина. Сте се запрашали кои со трактори и камиони секој ден го изнесува огромни дрва во непознат правец. Толку оваа жртва на транзицијата кој протестираше пред СДСМ само за посетување сопругата на горе споменатиот е вработена во јавното предпријатие Македонски шуми. Почитувани Господа, за 4 години апсолутна власт ВМРО-ДПМНЕ не направи нито една добра работа, не реши нито еден проблем со кој се чуват граѓаните, па сега за тој е бил виновен никој друг, ами лично председателот на СДСМ Бранко Црвенковски. Последиците на владеачката ДПМНЕ конечно се освести от несвестната состојба за реалност во државата, признавајќи дека македонската економска, социјална и политичка ситуација не ни оди наравно, туку напротив навикува на кошмарен сон, од кој може тешко да се побегне. Но владетелите на државата, па и на общината, без разлика на својата позиција, заборавиле дека некои постапки и действување не се својствени за партијата која има абсолютистичка власт, заборавиле дека не се опозиција и дека со ваквите действувања немат никаков авторитет кај народот. Функционери на власта влегуваат во сценарија кои глумат загриженост за ситуацијата, укажуваат на сиромаштијата, на пропаста, на безработницата. Како да им е страх да кажат дека уживат некоја функција за која добила од граѓаните. Зборуваат за транзицијата и жртви, зборуваат за неморал и беда. Сакаме да го подсетиме народот, а не нив, затоа што тие добро знаат во чии раце е целиот капитал од транзиционен период во Гевгения. Кој ја купи живинарската фарма и кој е денес собственик? Кој ја купи ветеринарната станица и кој е денес собственик? Кој го купи цвет и кој е денес собственик? Кој ръководи со алатница со монополот? Кој ги има оранжерите во целиот регион? Од транзицијата во Гевгения единствено ќе јаниат челниците на ВМРО-ДПМНЕ, нивните роднини и пријатели, а народот навистина добива капиталисти на кои треба да им се слугува. И сега се прашуваме кој е жртва на транзицијата. Почитувани Господа, не ги подценувате граѓаните, зашто барем во Гевгения не има тајни и сите знаеме кој зошто отишол на некој од вашите смислени протести. Со вчерашните постапки власта или заборавила дека е власт, или сега сака повторно да се врати во старите ровови, каде ќе биде опозиција со една единствена цел да побегне од проблемите. Навистина, нивните постапки и нивните реакции не окажуваат на ништо друго, освен на отчајнички плач кој бара бегање од реалноста. Почитуваме ДПМНЕ, не е силен оној кој бега од проблемите, туку оној кој се соочува со нив и се обидува да ги реши. Јавно ги прашуваме сите оние кои се декларираат како власт. Имат ли доблест да застанат пред граѓаните и да проговорат како ги менувале своите политички дресови, за да стигнат до одредена функција или да зграбат полесно дел од државниот капитал.
Имат ли доблест да проговорят за формите и методите кои ги преминуват, за да ги замълчат медиумите, за да ни го презентират нивият измислен розов свет? Имат ли доблест да признаат дека довербата на християните ја добиле за да ги решават проблемите, а не да создават нови проблеми? Но со проблематични луѓе настануваат само проблеми, но не и решавање на истите. Нашата наискрена и добронамерна порака до вас е Господа ВМРО да помре, народски кажано и чекано и наковално да е во ваши раци. Престанете да се жалите, властите, не сте опозиция и почнете да работите. Благодаря.